Почитувани граѓани, власта на Никола Груевски ги задолжува граѓаните со 345 милиони евра преку буџетскиот дефицит што се зголемува. Со предложениот ребаланс на буџетот дополнително ја зголемуваат и ставката за задолжување од странски извори на 556 милиони евра. А истовремено се кратат 45 милиони евра за капитални инвестиции. На тој начин, оваа власт крати на основните потреби на граѓаните, а со тоа продолжува да ги сиромаши и да го кочи развојот на економијата. Додека ги продолжуваат непродуктивните трошења за милионски барок што скапува, за палми кои се сушат, за потопени галии и за криминални провизии единствено за лични интереси, ги намалуваат средствата за изградба и реконструкција на основни и средни училишта за 400.000 евра. Ги намалуваат парите за изградба на водоводи и канализации за над 390.000 евра. Ги намалуваат парите за развојни програми во здравството за 4,5 милиони евра, од кои што најмногу кај изградбата на нови болници и амбуланти во руралните подрачја. Ги намалуваат парите за патишта и инфраструктура. Се кратат цели 23 милиони евра за железничката инфраструктура. Во првиот квартал од 2016 година реализирани се само 13% од предвидените инвестиции во инфраструктурата. А овој ребаланс уште крати додатни 10% од сумата за капитални инвестиции, што ја најави Ставрески во буџетот за 2016 година. Само за пример, во последните 6 години на криминален начин од буџетот се потрошени најмалку 630 милиони евра за споменици и фасади, додека 75% од средствата за реконструкција и одржување на патиштата се од заеми и кредити. Затоа 1 километар автопат во Македонија чини 3 пати повеќе од другите држави во регионот. Готови автопатишта и по 10 години нема, а за една деценија оваа власт изгради само 7 километри автопат. Ситуацијата дополнително ќе се влоши со скратените пари од ИПА фондовите, што ќе се одрази врз слабиот инфраструктурен развој. Без инфраструктурен развој и капитални инвестиции нема отворање на реални работни места, ниту реален економски раст. Новата одговорна влада, што ќе добие чест да ја предводи СДСМ, целосно ќе ги укине непродуктивните трошења. Парите од граѓаните ќе ги насочиме кон забрзен развој на инфраструктурата и економијата, а со тоа и подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.